Здраво, здраво, другарчиња. Јас сум Маја, воспитувачка од детската градинка наша иднина во Прилеп. Се надевам дека сте сите добри. Јас се радувам што и на еден малку поинаков начин, преку занимална, можеме повторно да се дружиме. За денес ви подготвив една активност за која што сум сигурна дека имате разговарано со вашите воспитувачки во вашите градинки за геометриските форми. Исто така ви подготвив и неколку игри. Но за игрите малку подоцна. Пред да ви ја раскажам приказната за сложните другари, сакам да ве замолам да си седнете како што ви е вас удобно и да ги исправете грбчињата. Доколку сме подготвени, може да започнеме. Во една детска соба се живееја сложни другари. Квадратот, правоаголникот, триаголникот и кругот. Толку беа сложни, што никогаш, ама баш никогаш не се караа. Нивните игри беа најинтересните игри на цел свет. Едната форма се вика квадрат. Другата правоаголник. Потоа триаголник и четвртата е кругот. Квадратот, правоаголникот и триаголникот стоеа цврсто на земјата, а кругот постојано се шеташе наваму, натаму, наваму, натаму. Еден ден квадратот им предложи на другарите да направат нешто интересно, но и нешто што ќе биде корисно. Триаголникот веднаш предложи тоа да биде куќа. Сите сложни другари веднаш се зафатија со работа. Прво, квадратот легна на подот. На него триаголникот да биде покрив на куќата. Правоаголникот се доседи дека тој може да биде врата. Квадратот ги повика малите две квадратчиња да дојдат и да бидат прозорци. Кругот воопшто не се налути. Размислуваше само како може да ја надополни сликата. Тој се стркала покрај квадратот, го помина правоаголникот и триаголникот и застана на нив. Што мислите, другарчиња? Што е кругот на сликата? Браво! Токму така! Кругот е сонце. Сложните другари направија прекрасна куќичка и сонце. Другарчиња, ви се допадна оваа математичка приказна? А сега сакам да ви предложам игри кои што може да си ги подготвите дома со мама и со тато. Јас сум сигурна дека тие со задоволство ќе сакаат да ви ги подготват овие игри. За првата игра ви се потребни неколку листови во различни бои, ножички и линијар. Мама или тато ќе ви исечат различни форми во различни бои и големини. Потоа може од нив да направите куќа и сонце, исто како приказната, која што ви ја раскажав за сложните другарчиња. Може да направите и цвет,
степленцето од правоаголник во зелена боја, листовите од два триаголници исто така во зелена боја, а цветот од кругови во различна боја и различна големина. Од круговите може да направите една ваква гасеница. За втората игра потребни ви се сламки или цевчиња, што пијате вие сокчиња, во различни бои, ножици, листови, фломастери и линијар. Доколку можете вие или мама и тато, може да ги пресечете на половина сламките, а мама или тато можат на листовите да ви нацртаат вакви форми со помош на фломастерите, но при тоа внимавајте боите кои што ги користите да се исти како што ги имате на сламките. И потоа, другарчиња, гледајќи ги сликите, може да ги направите тие форми од сламките или цевчињата. За третата игра потребни ви се 3 листови во боја, колаж хартија, лепило, молив и линијар. Од колаж хартијата, мама и тато ќе ви исечат различни форми во различни бои и големини. Листовите ќе ги составите една врз друга и потоа започнувате да ги лепите формите како сакате по било кој редослед, се со цел да формирате една патека која што патека ќе ве донесе до крајната цел, а тоа е куќарката, која што исто така е направена од форми. Мама и тато можат да ви го напишат, да го означат почетокот или стартот на играта и на формите можат да му напишат и бројки. Оваа игра мора да ја играте со уште еден учесник. Исто така потребни ви се и 2 фигури и коцка, кои што може да ги земите од Нелути се човече или од некоја друга игра. Фрлате со коцката и се движите со помош на фигурите по формите. Кога ќе застанете, треба да ја кажете на која фигура застанувате и каква е бојата. Победник во играта е оној кој што прв ќе стаса до целта. Другарчиња, се надевам дека некој од овие игри ви се допадна и дека ќе си играте дома. До следното видео сакам да ве гушнам и да ве поздравам сите. Довидување, дечиња. Останете добри. Поздрав!